неколку сезони во Синтез, повторно имаш нешто силно на дресот, ама повеќе на зелена боја. Конечно се оствари може би желата да заиграш за Еврофан. Како се чувствуваш сега како дел од Еврофан? Па прв пат во мојата кариера се селам во друг клуб. Цела моја кариера, освен во Струга, професионално што играв во Металург, прво професионално таму ми беше. За сега добро е, има добри играчи, има македонци, не ми е воопшто тешко да се адаптирам на новата средина. Во Македонија сум. Желба тоа дали ми беше секако дека и од друг некој аспект гледано ми беше да, ама ако било средено во Металург би ми било желба да останам таму, ама како што налагаше ситуацијата и Пелистер што има амбиции, сериозни амбиции да биде шампиони во купи и во првенство и тие навивачи што ги има во сала, мислам дека го направив правилниот избор што се однесува за мојот продолжеток на кариерата. Ето за разлика од Металург, сега конкуренцијата во Еврофан ќе биде драстично силна. Па да, тоа е и подобро и за мене, поздрава конкуренција, повеќе ќе се вложам и во мене, да повеќе да тренирам, да се докажувам на новиот тренер, да се адаптирам на неговиот систем и мислам дека тоа може да биде и позитивно. Тренерот Бабич кажа во едно интервју преска дека целта на клубот е повеќе да ги спромовира, да им даде поголема шанса на македонските играчи, особено оние кои што играат во репрезентација. Колку очекуваш ти поддршка на тој план и дали сметаш дека ова ќе биде можеби и можност да подишите голема минутажи во репрезентација? Па секако ја кон тоа стремам да спрема клуб да се афирмирам во репрезентација, да играм се повеќе и повеќе, да сум некако како главен играч таму, тоа е моја цел. Знам што очекува и тренерот Бабич од мене, очекува сериозни работи, тој и секако мал притисок кон мене, ама тоа мора да се исполни, нема назад. Веќе ги запозна новите играчи. Колку го знаеш и Еврофан може би од лани? Колку сега играта ќе биде поразлична? Колку очекуваш да биде поразлична од што си играла и колку сметаш дека ќе може да се вклопиш во овој систем на играње? Па системот горе-долу го знам на тренерот, на новиот тренер, нема да ми биде тешко да се вклопам. Си играат ракометот, тоа е што се игра и во Металург, што го играв и тука што ќе го играм, мислам дека има некои различни нијанси, ама нема да биде многу драстично различно. Мислам дека ќе се вклопам лесно во новиот систем. Стужанец кој што долго време беше во Скопје, сега во Битол, како да кажам, Скопјани се доживуваат во Битол, се снајдали? Или можеби немаш таков проблем? Па за сега немам проблеми. 3 дена бев во Битола. Ќе видиме да почне сезоната за еден месец како ќе ме доживува и публиката и сепак јас сум како цела моја кариера во Скопје поминав. Каде е подобро кафето? Во Битола или во Скопје? Не пијам кафе, не знам да одговорам на тоа прашање. Дали веќе се запозна со Битола, мислам малку подобро во однос на широк сокак, во однос на оние места на излегување на Пелистер сега, дали веќе постои тој ревалитет Еврофан, еден кафич Пелистер, друг кафич? Не, сега се исто во Битола, цел град дише за еден клуб. Мислам дека нема веќе поделби и се чека само да се отворат уште салите за навивачите и па да биде како све што треба. Тоа па се наложи. Тоа помара од вас раководството на првиот состанок, што треба да остави? Па јасни цели не ни посочи на првиот состанок, ни кажа само концептот што е на клубот, дека треба да се држиме до тој концепт и мислам дека тоа е во ред, а амбициите се уште не се соопштени, а сите знаеме кои се нашите амбиции без да ги соопшти раководството, тоа е шампиони, куп шампиони и првенство. Колку ќе биде тешко да се реализира тој план да се биде шампион на? Па според ова слика што ја гледаме денеска, Вардар сериозно се засили, има одлична екипа, исто и Металург зеде одлични ракометари, искусни странци.
Ќе биде интересно ова Суперлига од напролет. Мислам дека ќе биде тешко, ама не Австралија. Кога играч се заменува клуб, или се заменува со добри спомени, или се заменува со не се тоа лоши спомени, или тоа ситуации во кои што остануваат проблеми, неисплатени плати. Како се замена танковскиот? Ја од Металург си заменав со најубавите спомени во мојот живот. Таму ги доживев на моите мои години, се афирмирав низ Металург во репрезентација, ги поминав сите категории од пионер до сениор. Немам ништо лошо да кажам за Металург. Одличен клуб, им посакувам се најдобро.